Исфрлањето на еден телевизија од списокот на медиуми кои може да емитуваат платена политичка програма го отвори прашањето дали и зошто јавните органи, меѓу кои спаѓа и Државната изборна комисија, како и сите приватни фирми кои вршат јавни овластувања, не го почитуваат Законот за општа управна постапка во делот на издавање на документи во законот наречени реални акти. Органите на управата или не разбираат или не сакаат да разберат дека речиси секој документ што го издаваат е реален акт со кој се остварува или се губи некакво право, вели универзитетскиот професор Борче Давидковски. Во практиката има досега, има во многу органи на управа или парадржавни органи или државни органи, кои што, например, странката ќе поднесе некое барање за нешто и едноставно со одредено известување. Ако со тоа известување се губат права и обврски, тоа има карактер на реален акт. Не може така и сега по правило органите не го третираат како реален акт, а за жал некој пат и судовите, управниот и висшиот управен суд, исто така нема заземено ставови што е тој вистински реален акт и како тие да одлучуваат по него. Токму од овие причини граѓаните, фирмите и институциите секојдневно не можат да остварат стотици права, а при тоа не се ниту свесни за тоа. Но тоа не беше случај со еден телевизија која досега ги презеде и ќе ги презема сите законски мерки за заштита на своето право за емитување на платена политичка програма, а по известувањето на Државната изборна комисија дека поради задоцнето доставување на ценовникот за услуги на телевизијата и се забранува емитување на ваков тип на програма, што е карактеристична исклучиво за време на секој изборен циклус. Новина што ќе започне да се применува од овие председателски избори е тоа што парите наместо како досега од партиите ќе бидат исплаќани од буџетот на државата, а од страна на Државната изборна комисија. Ако има карактер, например, со некој да ви каже, например, некој тело дека вие немате право нешто да остварите, некој бизнис или нешто, автоматски вие губите право. И тука вие мора да имате право на приговори да си барате заштита. А друго е, например, известување, ние денеска не работиме или работиме. Тоа е сосема друг карактер. Иако и едното и другото известување, но треба веќе по согласно принципите на општата управна постапка, предвидливост и други во корист на странката, мора органот да има соодветно толкување и да знае дека дали овде се работи за управен акт, за реален акт и дали се работи за некој друг акт. Предходно, Државната изборна комисија извести еден телевизија дека е исклучена од платената политичка програма без јасно образложение зошто го направила тоа. Во меѓувреме управниот суд донесе решение со кое констатира дека ДИК има обврска да ги објави ценовниците на медиумите, но не и обврска или овластување да ги прифаќа, одобрува или не одобрува веднаш по нивното навремено или ненавремено доставување.